Градот предизвика милионски штети врз земјоделието во Југоистокот. Во рок од еден месец уништени се цели посеви во Струмичко, Гевгелиско, Валандовско. Сега погледите на земјоделците се свртени кон државата за да добијат некако обештетување. Во Струмичко, комисијата ја заврши проценката на терен. Штетите најмногу се однесуваат на посадени површини под индустријска пиперка, и тоа на отворено. Има делумно уништени или оштетени фолии, пластеници. Проценка се прави и во Гевгелиско. Таму градот во големина на Лешник предизвика 100% штети во Негорци и Конско, вели градоначалникот на Гевгелија. Вчера имаше првишни излегувања на терен од страна на самата комисија и јас лично бев на терен, можам да ви кажам дека најзафатени се аторот на селото Негорци, таму се некаде штетите околу 100%. Речиси сите посеви кои настрада од невремињата со град во Југоистокот не се осигурани. Агентите велат дека последниве години значително е опаднат интересот за осигурување, иако државата субвенционира. Има опаѓање на склучување на договори за осигурување на земјоделие и таа бројка некаде се движи околу 2000, можеби, полиси склучени на ниво на република. Од тоа, тука во нашиот регион, е застапеноста некаде 20%. Министерството за земјоделие веќе работи на активирање на градобините системи кои со години не се во функција. Мапирани се 181 локација каде ќе има системи против градоносни облаци. Воведување на сосема нов автоматизиран компјутерски центар и мапирање на сите точки во државата каде што треба да инсталираме антиградобина опрема. Веќе техничката спецификација и документација е подготвена, експертски екипи од меѓународни размери направија и лоцира 181 точки каде што треба да ги имаме овие системи. Сите општини, елаборатите со проценетата штета од град врз земјоделието ќе треба да ги достават до централните власти, кои треба да одлучат дали ќе има обештетување и колку за земјоделците од Југоистокот.